Добър вечер, се слушаме. Надица, само дай ми знак дали ме слушаш. Да, се слушаме. Добре. Ќе почекаме уште една минута, за да го запазиме терминот. Ќе ве замолам сите на мјут да ги ставите микрофоните, затоа што да не се ствара фонија и да може подобро да слушате. А во вториот дел ќе работиме со прашања и интеракција. Добро вечер на сите. Мои
сакани Green мастерци и Green мастерки, од ова вечер на 21.12. Не е ништо случајно, многу ми е драго што овој настан се случува вечерва, ова онлайн дружба. На самиот почеток сакам да ви кажам дека ви пожелам на сите добро здравје, слава на Богу, окей сум и моите сите блиски се окей. Се надевам дека и сите од Green Master сме окей. И блиските наши, и да шириме таа позитивна енергија, таа позитивна вибрација се повеќе, особено во овој период, и ќе се дружиме на ваков начин. Голема благодарност до директорката на Green Master Македонија, госпоѓа Надица Рикаловска, која што покрај сите активности го утеначи и овој термин и го дадовме денес како таков. На самиот почеток ќе ви кажам дека ова предавање ќе содржи и темата вие што е најдоброто од Green Master за добар имунитет. Ние сите користиме, со многу од вас се слушаме, се консултираме и така натаму, значи правиме профилакса, односно превенција на нашиот имунен систем. Имунитет всушност не значи ништо друго, туку значи одбрана или одбрамбен систем кој што ни е вграден од самото раѓање. Затоа и толку многу се збори за тој имунитет кој што е практично тој наш или клеточен или стекнат имунитет за време на доењето, кога преку мајчиното млеко, ќе видите сега кои производи тој се содржи, го стекнуваме тој имунитет и понатаму, нели, како го градиме, односно практично ние работиме постојано на нашиот имунитет. Сакам тоа да го запамтете, дека кога збориме за имунитет, не збориме ние сега од денес за утре. Значи тоа не е магично стапче за да може од денес за утре да го направиме, туку збориме за подолг временски период и треба постојано да го негуваме нашиот имунитет. Дали преку здрав начин на исхрана и здрави производи да однесуваме како храна, многу пати сме го збориле, преку течности, односно главната течност водата и нормално преку суплементите или додатоците во исхрана кои што вршат превенција на нашите производи. Ние имаме многу голема гама на производи, но денеска во ова 40-минутно прво предавање, на вториот дел само кликаме на вториот линк, после 10 минути од кога ќе почнеме и после тоа ќе бидат прашања. Ќе имаме многу производи, но ќе се задржиме денес на некои производи кои што прв пат ги има, односно кои што, да речам, и прв пат ги практично гледате или прв пат се употребуваат, кои што навистина ни се многу битни и вршат, нели, голема улога во тоа, да кажем, негување или градење на нашиот имунитет. Прв производ со кој што ќе започнам вечерва, ќе биде, јас ја викам така наречената златна седмица, или тоа е Immunopower Maxот. Многу убаво напишано, многу убава символика, еден шилд, еден штит на англиски кажано шилд, односно заштита или превенција на нашиот организам. Се што ни треба на нашиот имунитет. Производ кој што многу долго се не го размислував, во сите овие 10 месеци назад, си повторив доста од знаењето од основните студии, доста истражував за сето ова. И овој производ ја го нарекувам уште и златна седмица. Зошто е златна седмица? Значи тоа се практично 7 комплекс од 7
компоненти кои што навистина делува како заштитен штит. Имуно е имунитет, power е сила, макс да дигнеме на максимална вредност. Но пак ќе повторам, не се случува од денес за утре. Секој пат кога јас зборам и за производи кога сме збориме тоа треба да го негуваме посебно во преодите есен, кон зима, зима, кон пролет и така натаму, да го негуваме нашиот имунитет. Што е тоа што го прави овој производ? Ја би рекол, па навистина се израдував и тоа е тоа вистинското кое што е на нас потребно. Ова е нов производ, но по составот е препознатлив уште многу одамна. Што е тоа што го прави овој производ природен бета-интерферон? Што е тоа што го прави природен производ кој што е против ова што профилактика, против ова што ни се случува и превенција? Нема да го спомнувам името, дури ни буквата В нема да ја спомнам, знаете зашто збор многу добро, затоа што влегуваме во ерата на Водолија и треба да мислиме позитивно, односно да ја подигнеме нашата енергетска вибрација. Она што е на прво место во сето ова, сега ќе се зачудите, е практично во својот состав го содржи саканиот производ за кој што денес само ќе го спомнам и го пијам секој ден, тоа е витамин С. Значи во составот првата од таа седмица е витамин С. Тоа е, значи, водорастворлив витамин, имуностимулатор, противвоспалителни процеси и така натаму, да не продолжам повеќе да зборам за витамин С, ќе збориме во некое друго предавање. Второ што содржи внатре во самиот состав е златната ехинацеа. Значи стандардизиран екстракт во облик на полифеноли кои што ще го нарекуваат кралица на имунитетот, кои што ще го нарекуваат практично една круна екстрактот од ехинацеа. Порано го имавме само како екстракт од ехинацеа, имавме и капсули од ехинацеа, но сега го имаме во комплекс. Моќен имуностимулатор против воспалителни процеси, вируси, бактерии, габички, за подигање, значи дигање на имунитетот после прележани тешки состојби, значи практично води веќе како синхронизација, односно едно со друго, рака за рака, заедно со витамин С. Трет производ внатре во таа златна седмица, кој што толку многу, ви кажувам, го барав и како чај, кога го видов, вистински се израдував, е црниот бозал. За белиот бозал многу сте слушале, сте правеле чај, сте собирали. Црниот бозал, или некои што го нарекуваат змиско грос, ја гледате се компарацијата, а во многу случаи сте слушнале дека токсините, само толку ќе спомнам, вирус во превод значи слус или отров. Токсините од овој слус, од овој отров, одат до таму да делуваат и како змиски отров во нашите крвни садови. Црниот бозал, неговиот екстракт е моќен извор на антиоксиданси, кои што ги фаќаат брзо тие слободни радикали и ја практично разобличуваат протеинската обвивка на тие мали микроорганизми и прават превенција посебно на АЦ2 рецепторите. Влез за сето тоа е нашиот нос. Значи, црниот бозал е во составот и како стандардизиран екстракт во таа седмица. Четврт екстракт кој што влегува внатре, во имуно Power Maxот, во капсулата на имунен Power Maxот, вие екстракт од лук. Лукот, алиум цепа или алиум сатива, и тоа див лук или сремуш, кој што уште се вика, практично содржи алицин. Тој е нега затоа што здравјето почнува од цревата. Тоа е практично нега за нашите црева, за нашите цревни ресички. И тоа е практично природната, да кажам, одбрана која што тргнува од нашите црева, па преку нашиот грклан,
доаѓа до дишните патишта и доаѓа до слузниците на очите, така да содржи големо количество на алицин. Петто што има внатре е витамин D3. Витаминот D3 исто така многу можеме да збореме. Витаминот D3 е прв на одбрамбената линија кој што го користиме во нашите производи и за него во вториот дел ќе кажам малку повеќе, значи тој е тој кој што има имуномодулаторско дејство. Секој пат кога сум го зборил, сум го викал, тоа е практично хормон, природен хормон или диригент на ендокриниот систем во организмот. Витаминот D3 за разлика од С не е растворлив во води, е растворлив во масти и треба да земеме поголеми количини. Петти што е внатре е цинкот како цинк-глуконат, кој што ги заштитува клетките и ѕидовите на клетките од секаков влез на странни тела, тука ги вклучува микроорганизмите од тип на вируси и така натаму, бактерии, затоа што еден вирус само знае да влезе, не дај Боже, у клетка и да се размножува, и ништо друго. И да тера клетката да работи за него, и седма компонента внатре вие селенот. И тој е еден мокен антиоксидант. Значи, гледате, во една капсула вие имате златната седмица, која што поотделно може да ја пиете, значи може да ги пиете дополнително плюс до дозите и витамин С, и витамин D3, и витамин и цинк-глуконат, и да го селенот користите, но не ги заборавајте. Ударот го прават практично црниот бозел, кој што не можете да го најдете во ниту еден производ вака компонира, значи ова е уникална композиција која што имаме и сум многу среќен што имаме. И во комбинација со ција, значи тоа ви е практично, драги мои, круна на еден производ како таков. Како се пие? Се пие наутро. На почеток се пијат по 2 капсули, 60 имате, значи за 1 месец, и понатаму можете да продолжувате со, нели, веќе да продолжите, да речеме, месец и пол до 2 да пиете 2 наутро, а понатаму да продолжите по една и да го одржувате организмот во таква доволна доза која што му е потребна. Секако дека нема само ова да ви биде основата, значи ко се тоа ќе додадете витамин С, кој што го имаме во Green Master, како чист витамин С или витамин С со цинк, како сакате, до 1000 мг или до 2000 мг. Понатаму цинкот е 10 мг или 20 мг, зависи вие како сакате. Селенот исто така и D3 можете да одите и до практично, ја например знам и 4000 интернационални единици на ден да испијам. Така да се плюс може да го додадете на овој имунопауер Max. Еден навистина прекрасен производ кој што навистина ќе ве исполни многу, односно може многу да ви понуди. Следно што е ново, значи денеска реков ќе одиме повеќе малку на новите производи, а во некој следне продавање ќе дополнуваме со тоа што го имаме практично кај нас, представува еден производ кој што јас многу одамна го сакав и ми е омилен производ. Мој омилен производ е така наречениот монолаурин. Монолауринот представува производ кој што директно ги убива, ги уништува вирусите, бактериите, габичките, значи практично тој ги разобличува. Ако овој не им дозволуваше, им правеше штит и црниот бозел ја атакуваше протеинската обвивка на една дел од молекулата на РНК, самиот вирус, монолауринот действува директно ги уништува. Сега, многу е интересна приказната за монолаурин. Прв пат е синтетизиран од лауринова киселина и глицерол од еден научник, и тоа лауринова киселина практично изолирана од мајчиното млеко. Глицеролот потекнува најчесто од го има
значи како производ во, ќе кажем, кои растенија. Монолауринот е многу моќен препарат. Тули го користат и како природен конзерванс против вируси. Значи, бидете среќни што само кај нас во Grandmaster го имаме ние монолаурин. Да, почеток монолауринот превентивно се пие после ручек по 2 капсули, а во случај, не дај Боже, кога да се случи некој воспалителен процес, значи може да одите и 3 пати по 3 капсули, нормално во консултација со лекар, дали ќе се консултирате со доктор Љума или пак со ваш лекар. Значи, монолауринот ви е практично прекрасен производ. Монолауринот се наоѓа само во 2 природни производи. И тоа во кокосовото брашно или во кокосовото масло или во кокосовото масло кое што го имате во Greenmaster, и јадејќи кокосово масло можете да направите монолаурин, но тука директно го имате како производ, како монолауреат на лауринската киселина сол, значи да го добиете како монолаурин и директно организмот да го препознае. Тоа е едниот природен извор, и вториот природен извор е во мајчиното млеко со кое што се доат малите деца. Тие се 2 извори на монолаурин. Се гледате, вие го имате спакувано како капсула желатинозна во прав и имате во рака една таква богата молекула на монолаурин, кој што е практично под наводници оној кој што ги убива сите овие, значи ги неутрализира, да кажеме, сите овие такви напастници кои што ни се случуваат околу нас. Најдобро е да го пиете после ручек. Следен производ кој што ќе одам брзо затоа што времето ни оди, па после ќе дополнуваме во вториот дел. Во вториот дел, значи имаме 40 минути, кога ќе се исклучи, одиме на вториот линк после 10 минути, да не се бунете. Она што веднаш морам да го врзам со монолауринот е следниот производ. Тоа е колострумот. Го имате колострум на Доктор Nature 35, го имате колострум на Сан Бернард и имате колострум за деца, кој што е како во облик на вкус на јагода и кајсија и се шмука. Значи може децата и како бомбона да го користат. Зошто го врзувам директно како имуномодулатор со монолаурин? Прималку кажав, монолауринот вие го имате природно во природното мајчино млеко. А колострумот практично е ништо друго, туку е практично тоа, првото мајчино млеко или коластра, кое што е направено од природни одледувани животни и истото во себе содржи имуноглобулин Г. Значи, тоа е практично имуноглобулин што го бара дека сте го поминале, односно сте направиле веќе антитела. Практично вие имате над 70% имуноглобулин Г. Ја испив едно цело колостром од Сан Бернард, од ова за возрастни, а сега го имам чисто затоа што ми е убав оној за деца. Колостромот се пие наутро, не се пие со млеко, се пие со вода и представува практично еден прекрасен производ. Значи, доволна ви е една капсула, но колостром кога пиете, значи правете, немој да стопирате да дојдете на циклус 30. Не, колостромот се пие минимум 45 дена, или пак најдобрата опција ви е да одите до 2 месеца и понатаму со пауза да го пиете целото шишенце. Не случајно е оставен 90 капсули во пакувањето на Сан Бернард. Пак ќе повторам, имаме и за деца и имаме колостром и за возрастни. Сега го збориме за возрастни, значи еден моќен производ кој што на вистина има заштитна улога и заштитна функција, значи природен додаток на организмот на имуноглобулин.
Се одма ќе се прашате, ќе кажете, чекајте, да не направиме на организмот да го шашардисаме, условно кажено, па да не ви оди умот да не направиме цитокинска бура. Не се плашите. Тој што ни ја спушта сета таа работа е практично витамин D3. Значи, ние одиме со диететски додатоци во исхрана, значи одиме со суплементи кои што одат по пат на наталожување, значи одат степ бај степ, чекор по чекор во нивното делување. Многу интересен производ од новите производи кои што ги имаме во Green Master и кои за мене повторно секоја куќа треба да го има, представува следниот производ, а тоа е белата врба. Зошто белата врба? Од кората на бела врба се произведува природна салицилна киселина. Значи, салицилната киселина практично е основата на ацетил салицилатите, односно на аспиринот, односно на кардиопиринот или на аспирин протек кој што ги штити крвните садови и делува против сите нарушувања во однос на терморегулација на организмот, болки во телото, но имате практично природен производ, екстракт од бела врба, значи од кора на бела врба на Доктор Nature. Можете да го користите, но добро е попладне, значи не на вечер, да го користите, значи не е врзано да го користите постојанно, но ако не пиете аспирин протек, тогаш обавезно за луѓе кои што се веќе повозрастни, обавезно е на ден да се зема по една капсула од бела врба, затоа што и пиете вода доволно и течности за да не дојде до коагулирање, односно да ви биде така наречена густа крв, па да може тешко да се движи низ телото, а со тоа уште потешко да носи кислород, особено до периферните делови, а тоа с прстите на рацете и прстите на нозете. Значи, еден прекрасен производ кој што навистина треба секоја куќа да го има, наместо аспирин протек да пиете, еве вие го практично природниот аспирин од екстракт на кора на бела врба. Понатаму одиме кон уште еден нов производ кој што не сме го спомнале, одам побрзо заради временскиот интервал, во вториот дел реков ќе зборам подетално. Еден мој омилен производ е боровиот прашец. Значи, боровиот прашец више практично содржи разрушени мембрани на боров полен. Боровиот полен е тој кој што е од Pinus masciona, кој што практично му се разрушени мембраните и директно стигнува до самата клетка. Содржи над 260 биолошко активни компоненти. Значи, како паралела на боровиот прашец, ајде можам да мислам, не сакам да правам паралели, секој производ и секоја активна супстанца е сама за себе, но како паралела на боровиот прашец ќе ви го дадам матичниот амлеч. Значи, едно мноштво од минерали, биолошки имуномодулатор, значи едно е имуностимулатор, а едно е имуномодулатор. Имуностимулатор го дига имунитетот, а имуномодулаторот го подесува како што е витаминот D3, значи ни го подесува нашиот имунитет онака како што треба да биде. Затоа што во овие зимски денови ние некој каже ја ќе јадам производ, ајде се да ве прашам, најдете боров полен или најдете мед од некаде каде се за пчелите, сега се затворени. Значи боровиот прашец делува не само што делува на белите дробови како мелем на рана и ги регенерира, туку делува и на крвниците садови, делува на срцето, на крвеносниот систем, значи на системот за практично на регулација, нормализирање на крвниот притисок, делува на регенерација на самиот практично мозок. Значи ви го подобрува сон.
Затоа во производите тука што ги одбиравме со Надица, кои да ги зборевме, го ставивме и мелатонинот и грифонијата, затоа што и тие, значи сонот мора да спиете минимум 7 часа за да се надополни организмот со допамин и серотонин, односно да го надминете тој стрес кој што го имаме континуирано, сакајки или не сакајски, го имаме 10 месеци. И затоа не го спомнувам името, знаете кој е, на тој вирус, затоа што од денес поминувам и астролошки во нова вибрација и сакам да мислиме сите позитивно, како едно големо семејство кое што сме, кое многу си го сакам и продолжувам да го сакам, затоа што навистина треба така да размислуваме. Значи, боровиот прашец како се пие? Се пие 2 пати по 2 на почеток, 2 на саба или 2 навечер. Навечер многу добро оди со магнезиумот и ќе си заспиете како бајчиња. После веќе 2 недели можете да се релаксирате на 2 пати по 1. Но пак кажувам, ќе одберете, ќе направите комбинација во консултација, дали со некој од нас консултантите, дали со вашите ментори, односно оние што ви се тим лидери, или пак со докторот, или па со мене, за да се одбере една комбинација. Сето ова што го збора, знаат тие што ме знаат, а ме знаат многу, сето ова ја пред да го зборам, ја го имам испиено и го имам пробано на себе. Јас за ништо не зборам ако го немам пробано и ако го немам испиено и знам како практично секој продукт делува, односно на кој начин делува. Тајната на подмладувањето, многу луѓе ме прашуваат, професоре, дури и на званични семинари на нас ме прашувале ботокс да не си правил, чувај Боже, се сакам природно. Тајната на вечната младост и на изгледот на еден организам практично доаѓа, ја прави и боровиот прашец. И уште 2 производа ќе ги кажам и тука веќе и времето ќе заврши. Еден многу битен производ кој што на почетокот го спомнав, а тоа е капсулите од лук и од глок. Многу добри, не само за нормализирање на крвниот притисок, туку производ кој што го имате прво на акција, таму не сакам да навлегувам во тоа. Понатаму, вие желатинозна како течна форма, многу лесна за самиот желудник и многу брзо ги освојуват цревата. Особено навечер ако ја спиете, цревните ресички ќе ви бидат благодарни. Кардиотоничниот гликозид, кој што кардиотоник, значи кардио е срце, крвоносни садови. Кардиотоничните гликозиди на глогот се вршат перфектно својата работа заедно со алицинот, кој што го имате и доволно вие така и пакувањето, една таблетка навечер за да преку ноќ не дојде до варирање на притисокот, а во исто време имате и еден моќен антибактериски, антивирусен препарат, а тоа е практично лукот, односно екстрактот од самиот лук. Некои што не можат да го јадат, практично можат во оваа форма да го користат. И секако дека друг производ кој што исто така должам да го спомнам вечерва за време на ова предавање, за кој што практично ни е многу важен, а тоа е заштита на црниот дроб. Ако правиме заштита на бубрезите, тогаш мораме да правиме заштита на црниот дроб. Тука е избран, еве сме го избрале топ фегато, но имаме и Белтран, имаме и други производи, имаме и од Аюрведа, Ливер Клир, значи практично по аюрведската медицина, по тоа што бевме на обука за Аюрведа, таму кај нив прв и најважен орган, се сеќавате кој беше? Беше црниот дроб. Значи биохемиската лабораторија во нашиот организам. Значи топ фегато е во облика повторно на таблетка кој што го чисти црниот дроб на база на повеќе билки како композиција, кој што го заштитува црниот дроб, затоа што во црниот дроб се случуваат сите метаболички функции и се минува низ црниот дроб. Значи, ние мораме да го заштитиме црниот дроб
како што мораме да ги заштитиме бубрезите. Секако, дека многу важно во сето ова е пиењето на вода, а тука во прв ред ми се бокалите дафи и уредите за сребрена вода, кои што само ќе ги спомнам, значи, друг пат ќе збориме многу повеќе за нив, затоа што ако почнеме за нив да збориме, не разденува, до сабајлек можеме да збориме за нив. Значи, јас што го викам доктор Пенкало, мојот умилен инструмент, а тоа е практично апаратите за сребрена вода, значи да пиеме сребрена вода, поголема концентрација од сребрена вода, особено кога се враќаме или сме излезени надвор, да го миеме лицето со сребрена вода и она што секој пат го зборам, нели, паразитоцидот и заперот, односно уредот кој што е со фреквенции кој што поминува низ сите видови на патогени микроорганизми кои што можат да дојдат во контакт со нас и нашиот организам. Искористете промоцијата која што имате во Green Master, пак тоа не навлегувам таму, мое само да го спомнам. При крај е веќе времето. Не го заборавајте правилото што стално го зборам на секој. Во джебот или во ташна, обавезно алоe гел за дезинфекција на раце, кој што одизведно многу крече, многу масно за да не ви испукат рацете од сите овие средства кои што ги користиме и не е тука случајно направено. Не го заборавајте чајното дрво, односно маста или кремот или малата туба од чајно дрво пред да излезете и пред да ставите што ставате на лице и да излезете надвор. Во самата носна шуплина сум го зборил на многу семинари, кога сме ги правиле пакети против грипни состојби. Со малиот прст внесете малку маст од чајно дрво, една и друга ноздра и само ги залепете ноздрите за да обложите слузокожата со чајно дрво и со тоа практично сте завршиле голема работа. Не ги заборавајте овие работи. Не ги заборавајте работите да пиете вода. Затоа што водата значи живот. Не го заборавајте таа вода да ја промешате со магнетно стапче или да ја ставите на магнетна подлошка. Не заборавајте бокалите дафи, дали ќе користите обичен филтер нормално за вода. Не заборавајте праскалките што ги имате да ви бидат полни со сребрена вода. Значи директно кога се вратите практично прскање во нос, сребрена вода слободно, прскање во уста и грло, гаргара правење и прочистување на не дај Боже нешто ако дошло во нашиот организам. Тоа се така наречени некои златни правила за кои што сакав да ви ги пренесам и понатаму ќе ги пренесуваме затоа што практично тоа е тоа што ми е многу важно на нас во овој момент. Исто така, кога правите запер, користете паразитоцид. Значи, користете го паразитоцид или одлично оди паразитоцидот со Immunopower Max. Значи, одлична комбинација наутро, паразитоцид со Immunopower Max и кога правите запер, 7 минути држите, па 20 минути пауза, па 7 минути држите, па 20 минути пауза и последните 7 минути не заборавајте да пиете вода. Не наеднаш, 100 пати имам кажано, голтка по голтка. Значи водата не се пие наеднаш, туку голтка по голтка. Значи имате многу нешта, но акцентот кога го концепиравме сето ова предавање со Надица, го ставивме, пак да повторам, на златната седмица, на Immunopower Max-от, на монолауринот, кој што е производ кој што на вистина толку многу го чекав тој производ заедно со Immunopower Max-от, на белата врба, природниот аспирин или природниот вазоконстриктор на нашиот организам од кора на бела врба, да колострумот, природните имуноглобулин Г кои што се во нашиот организам и секако не ги заборавајте тука витамин С, не го заборавајте D3 кој што е имуномодулатор. Значи тоа е тој што модулира, ја има таа функција на имуномодулација, го имате во перли,
но може да пиете од минимум 3 перли па и до 6 перли на ден од зависно по килажата во интернационални единици, затоа што тоа е холекалциферол кој што практично поминува до 25 хидроксиоблик за да дојде во вашиот организам и да застане и да каже ајде да те видам сега, ти што ми прави стрес и страв, ајде да видиме што ќе се случи, односно што ќе направат нашите те лимфоцити. Понатаму, не заборавајте да пиете вода, значи водата вие и сите производи што ги спомнав се пијат со вода. Секако дека кон Immunopower Max-от можете да дополните витамин С и да дополнете и цинк. Тоа се производите на Сан Бернард кои што ги имате, значи цинкот според тоа по-ситните доволно едно, но по-крупните можат и по 2 цинк да пијат. Витамин С може да се оди 1000 или 2000 милиграми или 1 до 2 грама повеќе. Не, нема потреба од повеќе да давате. D3 може да одите многу повеќе во интернационални единици и зависи од тежината. Некој ќе каже сум бил на сонце. Да, ама колку ви е изложено на сонце? Многу малку е изложен организмот на сонце. Пак ви искрено сакам сите лидери и сите што се да имат Immunopower Max и на следно собирање или на следна збирка вака онлайн да ми кажете првични ефекти од Immunopower Max. Она што знам дека сите сакате да чуете, што пијам ја во моментот, ќе ви кажам. Витамин С, пијам цинк, селен, пијам Г132 на Сабајле, пијам пробиотик, пијам Immunopower Max и пијам нормално вода. После ручек пијам монолаурин и земам бела врба. Колострумот ја поминав дозата, ја испив. Навечер пијам од магнезиумот, пијам нормално Б групата витамини и нормално Q10, мојот омилен производ, и секако омилениот производ АФА, да дадам биогена енергија на мојот организам и веќе повеќе од 15 дена веќе пијам оно што одамна сакав да го пробам, а тоа е босвелијата или природниот темјан, кој што навистина можам да ви кажам има прекрасен ефект, односно прекрасно дејство. Нормално користам сребрена вода, пијам магнетна вода, ставам чајно дрво, правам запер, значи се што ми е на дофат околу нас го правам и ми е преминато веќе во ритуал и сето тоа го правам и нормално ги користам омилените чорапи со алоe, со бамбус, кои што без нив ми е дури и чудно ако не ги користам, и мерино производите волнени. Секако е вклучен дома постојано ионизаторот, така да и покрај тоа што не сме се видели, Green Master е насекаде околу мене. Ја мислам дека веќе некаде и ќе ни исклучи, Арице? Да, значи готово е времето за првиот дел. Така да фала професоре многу. И во 8 часот се гледаме на вториот дел, каде што ќе може да поставувате и прашања до професорот. Кој имате или па дебат? Не се чудете, косата ми е на налица, ако е долга и мојата е многу долга. Не се чудете како изгледам со косата. Не сум се шишал одамна. Добро, се гледаме во 8 тога.